продолжуваме со следниот разговор во нашето студио. Јас ќе кажам добро утро и добре ни дојдовте на професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија. Ќе зборуваме за болестите кои сериозно го загрозуваат гинеколошкото здравје и животот на жената, но сигурно и за тоа како да спречиме. Прво, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдов. Да. Благодарам за поканата. Поздрав и добро утро до вашите гледачи. Темата ја знаеме, Сузе, и да слушнеме сите ние кои сме припадничкиве на понежниот пол, која што не засега. Благодарам, Повелете. Така е, во месецот на жената сме. Иако може би секогаш го започнуваме овој март месец со тоа што да и подариме на жената, како да ја израдуваме жената или како да ја изненадиме, јас би сакала сепак на крајот на овој месец март, доктор Алуловски, малку да ја подсетиме жената колку е важна во домот, колку е важна за општеството, колку е важна воопшто како фигура, бидејќи од неа почнува животот. Ви благодарам што ова утро сте со нас. Благодарам уште еднаш за поканата. Да, јас секогаш кога е вакви емисии кои што има кој да ги чуе, да треба да се дискутира и разговара за женското здравје генерално. Зборуваме. Сега посебно аспект јас како гинеколог, малку попрецизно за она што подразбира гинеколошко здравје. Да, многу убаво тоа го кажавте, значењето и местото на жената во општеството генерално земено. Да, пред се како мајка, како сопруга, како чинител во општеството генерално земено. Значи, кој ќе ги ставите во едно, тоа е многу. Многу, да. И затоа е значено и битно секогаш е од аспект на како лекар пред се, да се потенцираат она што представува здравствени проблеми. Настрана сите останати оние други проблеми со кои што се соочуваме во секојдневното живење и предизвици што ги носи животот генерално, меѓутоа здравјето пред се, обично така секогаш тргнуваме од таа некоја премиса. Прво да сме живи и здрави, па се другото останато. Самото тоа кажува колку ни е на сите нас генерално важно здравјето. Од аспект на општеството жената и за женското здравје како термин, токму ради тоа и е посветена една цела недела на женско здравје, меѓународна, интернационална недела, која што е во мај месец. Дури и целиот мај месец е посветен некако на женското здравје, али посебно недела една од кај 12 до 18 мај. Тоа е недела интернационална, за женското здравје од сите аспекти. Значи не само од гинеколошкиот аспект, да, меѓутоа од сите аспекти кои што како е мажите, она другата страна на медаљата, кои што имаат своји специфики во поглед на здравјето, добар дел и специфики има кај жената, така да од сите аспекти. Така е. Значи, ние живееме во општество кое што условно се менуваат тие некои табуа, не знам како да ги наречам. Стереотипи, да, во смисло на тоа што представува, не знам, машка работа, женска работа, мајката, домот, децата, куќата и тоа е тоа, сопругот е тој кој што треба да оди по работа, да носи пари, храна и така натаму и така натаму. Тоа знаете како, концептот, начинот на функционирање во домот, генерално земно и во општеството, на крајот на денот во ова современо општество, во кое што живееме или претендираме да живееме во такво општество, секогаш повикувајќи се на примери на западноевропските земји, така на демократија, слобода, права и така натака. Значи, на крајот на денот представува и можеби и личен избор, знаете. Значи, кој ќе земете да дискутирате со колеги, колешки, со секојдневно, со кои што функционираме, секојаш е избор. Во смисла на тоа во кој правец, кога зборуваме конкретно од аспект на жената, па и мажот, избор, како планираш да функционираш во животот генерално. Дали избираш да функционираш и да се развиваш во областа во која што сметаш дека можеш да постигнеш успех, работата, да речеме земено, паралелно со тоа да се грижиш за семејството или ќе се посветиш комплетно на семејството, а другата работа ќе трпи. Ама тоа е
пак некако избор. Наши избори. Избор на секој како поединец, сакам Ние да кажам, во правиме принцип како да ги избори. Така, застрашувачки се, доктор Алуловски, бројките и процентите на тоа колку од година во година се поголем број на диагнози кои не се баш така едноставни ни се појавуваат и вие сте сведок на тоа и се соочувате во вашата работа постојано со огромен пораст на карциномите кои се една од втората причина за смртност кај женската популација кај нас. Знаете како, карциноми кои ќе ги спомне како терминологија, еве како посебно да се издвојат она што е поврзано специфика за жената, женската популација. На прво место е карциномот на дојка. Значи тој во светски рамки, па и кај нас. Значи бројот на пациентки ново диагностицирани и они што се во тек на третман тоа е најголемата бројка и карцином кој што најмногу го засега женското здравје. Зборуваме да аспект на карциноми. А после тоа доаѓаат овие другиве условно земено гинеколошки карциноми, меѓутоа и пред гинеколошките имате и други типови на карциноми. Колоректалниот карцином, карцином на бели дробови кои се позастапени. Па дури после тоа доаѓаат, не знам, карцином на кој што почнуваат да доминира генерално земено ендометриалниот, цервикалниот карцином и останатите кои се како поретки форми во смисол на овариален карцином или карцином, не знам, на вулва вагина кои што се најретки, кои ги издвојам како гинеколошки, сакам да кажам, карциноми. За жал, да кога зборуваме конкретно за карциномот на грлото на матката или цервикалниот карцином, и покрај тоа што тенденцијата во развиениот свет, како ќе кажам, развиениот свет, односно земји кои што се повторно илам западноевропски земји, Соединените американски држави, Австралија, значи тие земји, карциномот на грлото на матката е полека, ма сигурно оди кон заборавање, односно со други зборови кон малтене ерадикација. Односно се сведе на 2-3 случаеви на 100.000 во годината, како резултат на добро преземени превентивни мерки пред се и вакцинацијата, пошто тука мора да се спомене главниот основен етиолошки причинител за така наречените ХПВ асоцирани цервикални карциноми, односно вакцината против ХПВ, добро организирани системи. Сега тука ние малку закажуваме како општество, како здравствен систем. Да се преземаат апсолутно мерки. Постои некој процент на подобрување во поглед на вакцинацијата со ХПВ. До која возраст, доктор, извинете, може да се земе таа вакцина да биде од полза? Да, од 13 годишна возраст се почна кај нас. Девојчиња сега се внесени и момчињата да се вакцинираат. Се до моментот додека не почна да стануваат идејата, поентата е до 18 годишна да се помести таа граница до која што државата, вакциналните пунктови, се тие ја даваат оваа вакцина, во склоп на календарот за вакцинација. После тоа секако дека тие тенденции. Генерално земено веќе некаква возрастна граница полека, ма сигурно условно земено се трга. Ветаме Соединените американски држави, мислам, веќе дозволуваат до 45 годишна возраст боскање. Се поголем е бројот на постари пациентки пред се доминантно овако жени, но и мажи, кои што бараат или сакаат да се вакцинираат дури на повозрастни. Тоа беше констатирано на последниот овако конгрес кој што одржан конкретно специфично само за Eurogin во Порто, каде што практично тоа се потенцираше се тие размислувања околу вакцинацијата. Значи, но да, факт е дека се почнува во период пред да се започне со сексуални односи, од аспект на тоа што ХПВ-то како вирус е доминантно сексуално пренослива инфекција. Има и други начини, многу поретки, меѓутоа генерално земено е сексуално пренослива. И затоа е идејата да се вакцинираат младите, кога се практично во тој период од кај 13-та година на живота се почне со вакцинација. Так. Но не се исклучени сите други понатака. Сега тука во тој дел реков некој подобрување имаме во државата, некој процент над 50% сме рипнати. Сега од аспект на други балкански земји, кога на балкански земји, каде што на пример еве Србија од пред 1 или 2 години воведува вакцината за ХПВ во календарот за вакцинација. Тука сме подобри. Па една Словенија се бори со процентите да ги подобри, додуше не имаат преку 70 и кусур постапватност, меѓутоа сакам да кажам, тоа е проблем генерално. Тоа треба да се бориме. Треба да се бориме со скринингот, значи да се секојаш потенцираме, алудирам да се оди да се повикуваат жените да доаѓаат, имаат можност сами да се пријавуваат.
нели тој screening.mk, начин на кој што може нели да се намалат тие бројки. На колку време треба да се прават тие прегледи? Значи, пошто е се уште кај нас ПАП базиран, а се работи веќе и како комисија да се преминеме на ХПВ базиран скрининг. ПАП базираниот скрининг, тоа го потенцира, имаше забуна во генерално земено во јавноста, дека секоја година треба да се зима. Не, значи на 3 годишни интервали. ПАП базиран скрининг, тоа зборам, значи пациенти кои што како е негативен ПАП тестот, тогаш наредното доаѓа за 3 години, на 3 годишни интервали. ХПВ базираниот скрининг, се надевам дека ќе се успее да се воведе, интензивно се работи на тоа, ќе биде на 5 годишни интервали. Никој тоа не значи дека се ускратува правото на жената да оди да се прегледа или ако смета дека треба да си направи контрола и повторно да земе ПАП тест. Да, меѓутоа во таква ситуација тоа е таа забуна, пошто државата го плаќа тој ПАП тест. Значи тоа е тој скрининг, концепт на скринирање. Секако дека нема право да се прегледа, никој не го зема правото. Меѓутоа, ако побара или сака да се земе ПАП тест, тоа ќе треба да плати. Значи, тоа е онаа забуна што постои во... Така. Само чисто да го потенцирам моментот, тоа што доста се дискутираше на таа тема, ама беше на година дена, сега стана 3 години. Не, секогаш било на 3 години скринингот. Тоа веројатно треба да се дообјасни малку да свати народот дека некој нешто не прави нешто тајновито. Така. За женската матка се вели дека е најсовршениот орган кој што го поседува човековото тело. Колку тој совршен орган дава сигнали дека нешто таму не се случува добро? Па добро, значи има одредени симптоми, да речем, кои што може да упатат на тоа дека нешто можеби не е во ред. Затоа секојаш и од аспект нели како доктори, па и како луѓе, треба да се трудиме некојаш да си го слушаме телото. Затоа што може би да дава некогаш суптилни симптоми, некогаш поизразени предупредувања кои што укажуваат на тоа дека можеби нешто не е во ред. Генерално сакам да кажам. Сега да, има некои состојби за луѓе каде што кога ќе се појават одредени симптоми или знаци, може би дека веќе е болест отиде на малце повеќе него што треба. Од аспект на утерусот или матката, обично тоа се некои симптоми кои што пак велам не мора да бидат строго специфични. Обично се тоа некои нелагодности, тегоби, неодредени, не мора да е тоа болка конкретно. Може да е само физичка слабост, може да е само некаква, да, може да е не знам некакви пореметувања, да речем во циклусот, некои несоодветни крварења, меѓуменструални крварења или некогаш исцедок со непријатна миризба. Значи некои не строго специфични симптоми кои што може да упатуваат. Секако не треба да се игнорираат и треба во такви ситуации пациентите да се навремено се јават на преглед за да може да се навремено детектира доколку има некаков проблем. И понекогаш се случува тоа што никој не го посакува и тоа што никој не го очекувал, да случајно без никакви очекувања биде констатирана дијагноза која изискува брза хируршка интервенција, за која вие сте еден од најдобрите во земјава, ако не и подалеку, тоа го велат многу ваши пациентки и секогаш кога имаме можност да ве следиме и по други контактни емисии, полна уста се убави зборови е за вас на секаде кажано од благодарни пациентки на кои сте им го спасиле животот. Тоа е таквите интервенции најчесто изискуваат масовна хистероктомија, како се нарекува, радикална, со отстранување на сите органи гинеколошки и со една друга, потполно друга, нов начин на живење на самата жена. Јас малку истражував на оваа тема, да ви кажам, и од искуства на жени кои имале ваква изоделе ваква приказна, или авантура, да ја наречам животна, доста голем процент од жените имаат чувство како да ја губат женската енергија или како да ја губат женственоста. Во каква спрега е тоа со губитокот на матката? Да, тоа е често се случува да во контакт со пациентки кои што се оперирани. Да, во случајов кога што го споменавте, кога станува збор за одредени степен или стадиуми на болеста, конкретно кога зборуваме за карцином, или дали е грлна матката, дали е карцином на
на матката генерално, дали се оваријални, каде што треба да се прават малку порадикални интервенции, операции, или дури да не е така. Дури кај речеме за хистеректомија или вадење на матката за бенигна проблематика, пациентките, не сите, меѓутоа добар дел пациентките го поставуваат тоа прашање сега, докторе, дали ова мене ќе бидам или јас понатака жена. Разбирате, значи буквално до такви прашања, значи одма да расчистиме една работа. Значи тоа што некој некого го прави маж или жена не е конкретно врзана со репродуктивните органи во случајов. Да, она што го споменавте, матката е специфичен орган кој што има своја специфична функција во одреден временски период од животот на жената. Односно, се додека е таа во репродуктивен период. Репродуктивен период, така е, значи еве да го наречам како еден природен инкубатор, каде што треба да се создаде и после тоа да се породи нов живот. Таа функција, значи е, како да кажам, тоа е прво во целата таа еволуција, начинот на кој што се репродукцијата се создава и на тој начин се одржува видот и од тој аспект значењето на што го спомнавме жената како центар. Меѓутоа, отстранувањето на тие органи не го менува карактерот на жената. Да, токму тоа е таа психолошка поврзаност на жената, дека отстранувањето сега она повеќе, не знам, може некој се врзуваат, јас нема сега да имам менструација или немам, дали тоа што ќе ми се извади матката мене ќе ме направи помалку битна или важна во општеството, помалку жена. Не, апсолутно не. Токму заради тоа, значи има дури и во едукацијата, кога се едуцираме ние како доктори во делот на гинекологијата и гинеколошката онкологија, знаете како, има цело едно поглавје како се дискутира и се разговара со пациенти, па посебно со пациенти што се соочуваат со малигни болести. Од аспект еве сега и на жена. Што тоа подразбира за неа? Како ќе го смени животот? Какви промени она треба да очекува во животот? Повторно навелам, дали она е жена, да, не. Може ли да има понатака, не знам, партнери во животот? Што тоа ќе смени генерално во концептот? И дали нејзиниот сексуален живот ќе биде нормален? Апсолутно. Значи, сите тие работи, прашања, значи се битни и важни. Тој е другиот аспект. Првиот аспект е, нали, моментот на шокот што го доживува пациентката кога ќе ја чуе таа и таа дијагноза. Загуба генерално, неизвестноста, стравот, што го чувствува од самата интервенција, па чекањето на резултатите, па што понатака ќе се случува, соочувањето со терапијата дополнително што треба да ја прими. Значи, она онколошката терапија, доколку за тоа има потреба, а сепак зборуваме, нали, за малигна болест. И сето она што е врзано околу тоа. Па после доаѓаат и тука се тие измешани чувства, емоции, прашања, апсолутно. Треба да се даде одговор на сите тие работи, но не престанува жената да биде жена. И сосема накратко, бидејќи мораме да ја кажеме па и добрата страна, дека секој навремено откриен карцином може да биде излечив и жената да продолжи со квалитетот на живот како што го имала. Апсолутно е тоа така и токму заради тоа, нали, постат и овие превентивни мерки, превентивни, нали, програми што ги воведуваат државите генерално во светот па и кај нас, навремено да се фатат одредени состојби заболувања, по случајов конкретно кога зборуваме за малигните болести, за да може се е поедноставно условно земено кога на време ќе се фати некоја за било која болест, тоа важи состојба, а па за карциномите посебно, затоа што се сосема поинаков и начинот на третман и сето она што понатака следи. Многу поедноставно може да се решат работите. За жал, повторно велам, не секогаш, не постои совршен систем. Не секогаш некои работи може да се фатат вако на време за да се реагира на време. Но да, апсолутно постојат, значи, механизми, начини со кои што ние максимално се трудиме, нали, да помогнеме она што може, едно што е од гинеколошки аспект, хируршкиот дел, друго нешто е онколошкиот третман и сето она што следи. Така да секогаш надежта, нали, како веламе, последномереност не смее да се изгуби. Не смее ни да се помисли да се изгуби. Така е, апсолутно. Јас многу ви благодарам што ова утро дадовме надеж, а воедно и подсетување за многу наши жени и дами кои трчајќи да ги завршат сите обврски, најчесто себе си се оставаат на последното место. Драги дами, само за вас ова утро во овој најженски месец март во годината
Со нас беше професор доктор Игор Алуловски, кој што е најсветлата точка, би рекла, на нашиве простори. Ни доаѓа од клиниката за гинекологија и акушерство, од државната клиника, каде заедно со неговиот тим прават неверојатни нешта и навистина се една, пак ќе речам, светла, една од најсветлите точки за многу жени кои таму не наоѓаат лесно причина за живот, а вие сте тука секогаш да ги охрабрите и да реагирате правовремено. Благодарам за овие зборови, навистина мислам ми значи многу. Така, ова во име на сите ваши пациентки го кажувам, ви благодарам многу и на вас.